janë vazhdimisht prej e komenteve të shumta në rrjetet sociale, ofendimeve dhe kërcënimeve të ndryshme për shkak të deklaratave të mia dhe për shkak të punës që unë bëj. Fakti që ti vendos të jesh një figurë publike, njerëzit i bën të mendojnë që kanë të drejtë të shkruajnë dhe të komentojnë për ty çka do. Сметав дека преку постоењето на ваков прирачник, се разбира заедно со мрежата Стела, би можеле да придонесеме кон поголема безбедност на младите луѓе во дигиталниот простор или поголема информираност за тоа што се случува таму и како можат истите да се заштитат од несакани дејства. Facebook е онаа платформа каде што се најзастапени поради публиката која што ја користи оваа социјална мрежа, а тоа е повозрасно население. По-достапно е за овие групи на луѓе, полесно манипулативни се, веруваат во оние информации во кои што избираат да веруваат. Родовите дезинформации се всушност дел од мизогиниот говор и тоа се исто така манипулирани и намерно изменети информации кои што се насочени кон жените и целта е во јавноста да создадат, например, погрешна представа за некоја жена која што е јавна личност или генерално за жените, а нивната цел на крајот е всушност да ги обесхрабрат жените да учествуваат во јавниот живот пред се. Всушност, преку работилниците на Стела се обидовме до дел од младите луѓе да стигнеме на таков начин што ќе им дадеме основни информации за тоа што се дезинформации, што се редови дезинформации, што е родово базирано насилство и во физичкиот и во дигиталниот простор, кои се формите, како да ги препознаат, но она што е многу битно и како да постапат во случај кога ќе препознаат таква форма во дигиталниот простор. Unë jam në një proces gjyqësor me një prej rasteve ka marrë një kërcënim me jetë, saqo institucionet po tentojnë të bëjnë punën e vetes, sado që jo në kohë të shpejt ashtu si çdo të ishte dashur. U është dashur një vit për ta gjetur personin, me që personi më ka shkruar me një profil falso, për të vazhduar më pas procedura në prokurori dhe tani edhe në gjyq. Kështu që po pres për të parë se cili do të jetë verdikti final dhe për të parë se si veç shteti i mbron ose nuk i mbron gazetarët, të cilët apo kemi edhe një ligj të ri tani i cili na mbron në një mënyrë pak më direkte. Моментов само членот од кривичниот законник кој што регулира полово вознемирување со последните измени на кривичниот законник го вклучува дигиталното родово базирано насилство, меѓутоа само делот на сексуално вознемирување или пак полово вознемирување како што е наведено во законот, но не ги опфаќа апсолутно сите облици кои што не мора да вклучуваат сексуална конотација за истите да бидат родово базирано насилство или пак родова дезинформација. На случајот со јавна соба кој што невозможно е да се заврши до крај, иако имаме само две осудени лица, или креаторот и администраторот, само за едно кривично дело при тоа. Не може да се одведе постапката до крај поради тоа што социјалната мрежа Телеграм не соработува и не ги испраќа доказите
засторените кривични дела. Така што дефинитивно ни е потребна поголема регулатива кога се во прашање социјалните мрежи, кој што и во која мера може да споделува, на кој начин истото да го прави и секако да се даде поголема шанса да се проверуваат информациите кои што се споделени на јазици кои што не е англискиот јазик. Нас бевме сведоци на доста голем број напади на јавни личности, особено политичарки. Меѓутоа, исто така во голем број беа напаѓани и активисти од граѓанскиот сектор. И ова е исклучително сериозно, бидејќи нашата безбедност како такви е загрозена во голема мера.